Европа решила да престане да војува на сопствено тло затоа што премногу животи се изгубени, премногу години биле изгубени, премногу инфраструктура била уништена. Европа се договорила со потпишувањето први нели на Сојузот за челик и јаглен, потоа и формирање на Европска економска заедница, па Европска унија, значи се одлучила да престане да војува на сопствено тло. Никој нема да се откаже од тоа. Тоа може само да се развива и веројатно правецот во кој што ќе се развива Европската унија ќе биде еден пристап на федерација. И за мене тоа не е и толку лошо, затоа што поентата на државата, поентата на тие институции е народот да живее подобро. Volkswagen подобро работи пред Европската унија или после Европската унија. Citroen подобро работел од кога имал пазар од 450 милиони или кога имал Франција 70 милиони. Таа економска логика никогаш не ја снемало. Светот ќе се преструктуира, ние се фативме со некои луѓе кои што се преку барата и кои што е прашање дали после овој мандат ќе добијат уште еден. Трамп речи си сигурно дека нема да добие уште еден мандат. Можеби американската политика надворешна ќе остане иста и понатаму, ама тоа значи дека Америка дигнала раце од Европа. А ние каде сме? У Европа сме. Че ние треба да си го бараме нашето чаре. Доста се секирате за русите, за американците, за кој е нашиот интерес.